Почитувани, намалувањето на невработеност и создавањето на можности за вработување на млади луѓе се еден од клучните приоритети за ВМРО-ДПМН. Отварањето на бројни фабрики во слободните индустријските зони, како и можностите што ги нудат активните мерки и политики, како самовработување, субвенционирање на вработувањето на млади и така натаму, јасно говорат за посветеноста во исполнувањето на оваа стратешка цел. Како резултат на сите овие политики, за прв пат во историјата на независна Македонија се уруна психолошката бариера од 30% и стапката на невработеност од 36,5 во 2006 година се намали на историски најниското ниво од 28,6% на крајот од 2013 година. Резултатот од вработувањето на владата предводена од ВМРО-ДПМН е 119.186 нови работни места, споредено со 2006 година и исто толку посретни семејства. Во верес благодарение на мерките и програмите на владата и новите инвестиции како Дрексесмајер, Ванхол, Джонсон Контрол и други, бројот на невработените од 2006 година кој изнесуваше 15.447, во 2013 година се намали на 9.104. Во наредниот период со отварањето на фабриката Маркарт во индустријската зона Краслари, очекуваме дополнително намалување на бројот на невработените во нашиот град. Почитувани, ваквиот начин на работа кој потврдуваме и советувањето кое го дадовме на граѓаните, дека идната влада на ВМРО-ДПМН ќе отвори 64.000 работни места, а стапката на невработеноста ќе се намали од 22%. Денес ќе презентираме дел од мерките и проектите предвидени во нашата изборна програма, кои се во насока на поттикнување на вработување на младите луѓе. Можноста за ослободување од плаќање на социјалните придонеси на работодавачите кои ќе вработат лица до 29 години е мерка која треба да стимулира вработување на невработени млади лица со полно работно време, а за самите работодавачи да представува олеснување и подршка затоа што државата им ги намалува трошоците за ангажирање на работен кадар. Покрај ослободувањето од социјални придонеси, придонес за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и осигурување во случај на невработеност, работодавачите ќе бидат ослободени од плаќање на персонален данок на доход за тоа лице. За нив сето тоа ќе значи намалување на трошоците за вработување за околу 37% или поточно 27% за придонеси и 10% за персонален данок. Обврска на работодавачот е да го задржи лицето дополнително 12 месеци по истекот на периодот кој што е ослободен од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување. Треба да се истакне дека ослободувањето од плаќање на социјалните придонеси и персонален данок на доход важи за самовработување на млади невработени лица до 29 години. Почитувани, владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе донесе и посебен оперативен план за активни програми и мерки за вработување на млади 2015-2016 година, кои ќе има за цел намалување на невработеноста, зголемување на вработените млади лица и јакнење на конкурентноста на економијата. Со оперативниот план на активни мерки за вработување на млади ќе се вработат над 3.000 невработени млади лица и за него е предвиден буџет од 150 милиона денари. Мерките кои се предвидени да се реализираат со оперативниот план за вработување на млади 2015-2016 се: програма за вработување прва шанса. Со ова програма ќе се обезбеди подршка за евентирање на невработени лица со завршено високо образование до 29 годишна возраст, за истите да се стекнат со одредени практични знаења и вештини и станат конкурентни на пазарот на труд. Програма за самовработување, истата ќе се реализира преку обука на заинтересирани невработени лица за предприемавништво, изготвување на одржливи бизниси планови, помош за пререгистрација на собствен бизнис и финансиска поддршка за започнување на бизнис. Субвенционирано вработување млади лица. Со оваа програма се обезбедува финансиска поддршка за секој вработено младо лице, при што работодавачите ќе имаат проверка односно обврска да ги задржат ново вработените најмалку 12 месеци по завршување на субвенцијата. Практиканство на млади лица. Целта на оваа програма е зголемување на вработеноста на млади невработени лица, со што се можува тие подготвено да се вклучат на пазарот на труд, односно подобро трансфер од школа на работа на младите лица. Исто така, ќе се овозможат поголеми поволности за вработување на млади преку програмите за самовработување со кредитирање и програмата за поддршка на вработување во микро и мали компании на млади лица до 29 годишна возраст. Почитувани, со овие предлог мерки ВМРО-ДПМН ја покажа определбата дека државата има свој интерес во креирањето на работни места за млади, бидејќи тоа е суштински елемент во создавањето посилна економија и градење на амбиент на можности и демократски вредности.
Ние нудиме конкретна програма со конкретни мерки и рокови. Нашата понуда е јасна и концизна. Убедени сме дека граѓаните тоа знаат да го препознаат и недела на 27 април ќе ја направат разликата, повторно давајќи ја довербата на ВМРО-ДПМНЕ. Благодарам. Прашање? Благодарам.